дека годините се само бројка и дека човек ако е витален може да биде активен и продуктивен дури и во зрелите години, имаме многу примери во нашето општество. Еден таков пример е и мојата денешна соговорничка Гордана Јанакиевска, туристички работник во пензија, кој што до ден денес работи на промоција и афирмација на убавините на Македонија. Гордана, вие од својата 18-та година практично започнавте да работите на полето на туризмот. Колку години е тоа вкупно до сега? Ако се земе во обзир дека сега имам 73, тоа значи дека некои 65 години, ако не се лажам. Работењето во туризмот на некој начин мене ми го разубави и подмлади животот, бидејќи на вистина бара активност 24 часа. Одењето во пензија не го почувствував како пензионерски денови, она класично, бидејќи продолжив да работам, едноставно имаше начини на проекти, на можности на презентација на културното богатство што го имаме и сега благодарение на овие социјалните мрежи апсолутно сум активна во сите видови на можност на презентирање тоа што е Македонија. Многу позната е мојата рубрика "Дали знаете", во која едноставно ги опишувам малите работи кои би требало секој да ги знае, едноставно се заборавени. Голем влюбеник сте во Македонија и токму поради тоа одлучивте и пензионерските денови да ги посветите на промовирање на убавините на Македонија и запознавање на јавноста. Како изгледаат вашите денови? Па, ако ви кажам дека станувам некаде од 6:30, имам 2 мачура кои доаѓаат да ме разбудат, додека нив ги средам, дадам храна, вода, што се треба, некаде до 10 сат прелистувам што има денеска и веќе во 10 сат они доаѓаат да ги пуштам малце надвор во дворот, да се поиграат и активно после тоа некаде до 6 сат работам, седам пред лаптопот и едноставно си наоѓам причина да има што да кажам за денешен ден. Секако дека има се што може да се види, да се каже и гледам дека имам луѓе кои ме пратат. На LinkedIn имам некаде преку 30.000 луѓе, додека на другиве социјални мрежи некаде околу 5-15, колку се дозволува во можностите на тие социјални мрежи и ги кажувам денешните настани или денешните работи кои треба да се знаат. Едноставно така ми поминува времето и тоа е нешто што на некој начин ме исполнува, бидејќи верувам дека има помлади луѓе кои прво ќе научат, а второ ќе продолжат таа работа што ја работам јас сега. Тоа значи дека иако чекорите во 8-та деценија, вие ги користите тие модерни алатки, интернетот и социјалните мрежи за да ги расширите и да ги споделите сите тие факти и сознанија кои што сте ги собрале низ долгогодишното работење на полето на туризмот? Па едноставно сметам дека социјалните мрежи даваат можност да тоа остане, дека едноставно луѓето ќе можат да го читаат и кога ќе ме нема, а дека ќе се сознае и од млади луѓе кои едноставно не си ја познаваат државата или немале можност да ја запознаат во своји млади години, дека во постари години ќе сакаат да ги обиколат тие места, едноставно да ги видат на лице место. Она што е карактеристично за тоа што не знам, немам сознание, јас едноставно прво ќе отидам да го видам, па потоа пишувам за тоа што не сум го знаела. Така да, иако имам 73 години, има места кои едноставно не сум ги познавала или не сум чула дека има интересни приказни за нив. Иако такви места се навистина мали на број, земајќи го во предвид целото ваше долгогодишно, повеќе децениско искуство, до ден денеска сте активна, ги следите и присуствувате и на голем број манифестации ширум земјава, кои што се организираат со цел да се промовираат убавините на Македонија. Манифестациите ми се една слабост, бидејќи си ветувам секоја година дека ќе ги евидентирам. Многу немате каде да најдете податоци, да кажеме однапред. Најчесто тоа го дознаваме од кога се случило. Меѓутоа не само да кажеме на тој ден тоа се случува, него кој е организаторот, да има можност да се исконтактира, да луѓето се организираат и да појдат таму.
тоа ми е една слабост која не сум ја завршила, веројатно во наредниве години, ако успеам, ќе гледам да тоа го имаме како еден календар на тие манифестации. Покрај овие активности секако дека наоѓате време и за дружење со членовите на вашето семејство, со вашите внуци, како што тоа и го прават многу баби и дедовци. Имам две внуки и сега имам уште едно внуче кое е месец и пол дена и тие се моја преокупација. Едноставно со внуките, најстарата е 5 години, сега скоро славеше роден ден и јас сум и нејзе баба другарка, со која буквално кога сме заедно, јас се симнувам на нејзино ниво и така се понашам како дете од 5 години, што веројатно на некој начин и прави задоволство, бидејќи се дружи и учи низ тие игри што ги имаме, или таа знае да пишува, знае да брои до 100 на англиски, знае да чита на англиски. Едноставно, не сме само во дружење, туку и во учење, во кое има корисни работи кои може да ги научи, и се надевам дека ќе ме продолжи во ова што јас го работам. Гордана, и за крај да им кажеме на сите оние што сакаат да ги читаат вашите статии, вашите рубрики, вашите информации и да дознаат нешто повеќе за Македонија, каде може и како може да ги најдат информации? На сите социјални мрежи, кај што е Јана Киевска Гордана. Можам сега да кажам дека во процес ми е една многу интересна рубрика, тоа е името Македонија на градови низ светот. Има преку 60 места кои се викаат Македонија, сега ги обработувам на начинот да едноставно ги запознаеме луѓето дека Македонија ја има на многу места во светот. Го добиле името по Библијата. И тоа е нешто што на некој начин е многу интересно, бидејќи тие не се македонци, туку се луѓе од тој крај кај што живеат. Ако ви кажам дека на Амазон има место кое се вика Македонија, доволно е да биде интересно. Да, навистина се овие интересни факти и ви благодариме што имаме можност да ги дознаваме тие факти благодарение на вашата неуморност, активност и посветеност на афирмација на сите овие факти. Ви благодарам за разговорот, ви посакувам добро здравје и уште долги години и секогаш да бидете вака активна како што сте до ден денес. Јас се надевам дека ќе биде така. Има уште многу што да се каже за Македонија, така да јас ќе имам работа и ќе имам можност да пишувам уште многу за тоа.